Јас сме повторно во студиото на Македонија денес. На самиот почеток најавив дека во рамки на денешното издание на Македонија денес ќе зборуваме малку повеќе и за македонскиот филм, а впрочем и ќе најавиме еден навистина убав настан каде што љубителите на филмот пред се на македонскиот ќе имаат можност да ги погледнат сите филмови кои што изминатата година се испродуцирани од македонски автори. Ги има повеќе од 25 ќе бидат прикажани на ова манифестација, ова златна рамка која што за прв пат оваа година се случува. Ќе имаат можност, како што кажав, љубителите од 22, 23 и 24 февруари во Младинскиот културен центар да ги погледнат филмовите кои што минатата година ја одбележа македонската филмска сцена. Се радуваме многу, како што впрочем ете во последно време пошироката јавност слуша за успесите на македонскиот филм на Санденс, на престижното Берлинале, филмови кои што успеваат да пројават една светла точка на македонската сцена во овие денови кога слушаме се повеќе неубави и немили настани. Филмовите се тие кои што направија да се радуваме како што никогаш сме се радувале за успесите на македонските кошаркари, на македонските ракометари, на спортот и на сето она што се случува. Во изминатиот период се радуваме на успесите на македонските филмови. Златна рамка, денови на македонскиот филм ќе се случува во Младинскиот културен центар од 22 до 24, а ние ова утро со Ана Василевска, уметнички координатор на Златна рамка, новинар и истражувач на македонскиот филм, зборуваме токму за оваа ревија на македонски филмови. Ана, добро утро и добре дојдовте. Добро ве најдов. Ви благодарам што сте во нашето студио и што ќе имаме можност да позборуваме малку повеќе за македонските филмови и за оваа ревија. Како што кажав, во последно време нешто што не радува се успесите на македонските филмови на фестивалите. Да, благодарам најпрво за поканата. И оваа филмска ревија што почнува денеска, всушност се надоврзува на тој континуитет на успеси. Тоа не беше условено едно од друго, меѓутоа некако се споја спонтано дојде до тоа да се спојат коцките и навистина оној изводрен успех што не го приреди исцелител на Ѓорче Ставровски, па потоа продолжи со успехот на Санденс, па во Берлин. Сето тоа деновиве прави еден македонската култура да прозвучи во знакот на филмот. Златна рамка, деновите на македонски филм, како што рековте, ќе вклучат 25 филмови кои се сработени и реализирани во 2018 година. Ќе се практикува оваа филмска ревија секоја година и ќе ги вклучува филмовите од минатата календарска година. Јас верувам дека гледачите, освен што слушнаа сега за овие успеси на долгометражните филмови, сигурно не знаат, малкумина знаат дека 25 филма се дури сработени и нешто повеќе од тоа, и истите немаат можност каде да ги видат. И овој пат Друштвото на филмски работници, кој е иницијатор и организатор на оваа филмска ревија, всушност прави еден извесен рапорт и отчет пред својата публика. Всушност тоа се филмови поддржани од Агенцијата за филм и се направени со јавни средства и јавноста треба да ги има на увид. Овој пат сите со бесплатни проекции, тоа е многу важно да се каже. Да, влези во наш филм е мотото на првото издание на оваа ревија на македонски филмови. 25, рековте нешто повеќе од 25, како новинар кој што низ годините ја следи филмската уметност во Македонија, сметате ли дека ова е доволна бројка, е мала, е задоволувачка или можеше и повеќе во тек на една година да се испродуцира македонска? Може би тоа да се каже дека е една оптимална бројка, меѓутоа со оглед на тоа каков е буџетот за филм во Македонија и со што филмаџиите со какви се проблеми се соочуваат, затоа што тоа се некакви нивни професионални маки, зборувам како што и во други области заради сам малиот пазар и заради тоа што ние немаме да речеме филмски студија што многу го леснува снимањето, е многу поевтино и така натаму, значи плаќаме повеќе за некои нешта кои некаде се многу поедноставни во регионов, да кажеме. Ако се зема во предвид тоа, колку е мал буџетот, овој успех е фантастичен, особено зборувам и наградените филмови. Ние имаме историски најмал буџет оваа година за филм од сите изминати години. И тоа е еден абсурд. Меѓутоа, во година кога доживуваме навистина големи успеси за филмот, буџетот е навистина најмал. Најмал е буџетот и ова се што е постигнато веројатно е нормално со голема посветеност, со голем ангажман од страна на Агенцијата за филм која успева некако да ги менаџира и да ја постигне оваа оптимална бројка на филмови која
ќе видат гледачите се навистина и квалитетни филмови, не станува збор само за филмови кои се сработени туку така. Да, во однос на организацијата на Златна рамка и филмските деновите на македонскиот филм, што беше основната цел во однос на организацијата на еден ваков настан, што тој би требал да значи во иднина за македонската филмска индустрија? Значи, како што рековте и вие, примарната цел на овој настан е да се направи отчет пред македонската јавност за тоа што е сработено. Значи, тоа е примарната цел. Меѓутоа, тука се надоврзува. Друштвото на филмски работници сака да даде повеќе почит на самата Фела на Еснафот и токму заради тоа во сабота ќе бидат доделени на церемонијалот почесни награди од Друштвото на филмски работници, тие ќе се доделат за филмски актер, филмски автор и филмски работник и не се поврзани со овие филмови, овие награди, тоа ќе ги одбере собранието на Друштвото на филмски работници и ќе одаде почит на своји долгогодишни соработници, на оние луѓе кои се многумина и се зад камерите, кои посветено работат, како од еден клапер до светломајстор, до монтажер и така натаму, кои никој не може да ги види, видливоста останува и секогаш одат поените кон продукциите, кон режисерите и сценаристите и сакаат повеќе да истакнат важноста на овие своји колеги. Тоа е, да речеме, втората и многу важна улога на Златна рамка. Третата е нормално да се македонската публика ќе има можност во сите овие 3 дена да ги види на самите проекции авторите, да се запознае подобро со нив. Исто така ќе има можности за дискусии, за свое професионално мислење. Зборувам од страна на филмската критика која ќе биде присутна таму. И именно со таа цел е направена и тркалезната маса во недела, како дел од работната програма на Златна рамка, која почнува во 11:30 во фоајето на киното Фрусина. Инаку кажавме дека во киното Фрусина ќе видат сите проекции и тука се поканати многу млади и амбициозни филмски критичари и дни кои сакаат да го дадат својот придонес за развојот на кинематографијата, бидејќи тоа е нераскинлива врска, не може да има кинематографија ако нема филмска критика. Верувам дека со самото тоа што сега имаме филмови кои се со многу помодерен израз, македонската кинематографија има сосема еден поинаков дизајн од тоа што било познато пред 20 на години и сметам дека истото тоа треба да помине низ очите на младите филмски критичари, да најдат друг израз, можеби приодот и према јавноста да биде и професионален, но малку поинаков, малку помодерен, за да може тоа да донесе до читаност, гледаност и така натаму. Тоа отприлика би биле некои од важностите на Златната рамка. Да, Златна рамка има навистина голема важност за македонската филмска индустрија и верувам дека ова ќе биде еден убав почеток да секоја година се прикажуваат филмовите кои што се изработени и продуцирани од страна секако на македонските филмски работници, сите оние кои што делуваат во полето на филмската уметност, да продолжат и понатаму вакви успеси да се реализираат и во иднина, да бидеме горди на сето она што се работи. 25 филма ќе бидат прикажани, краткометражни, долгометражни, документарни. Во секој случај сето тоа ќе биде бесплатно за сите оние кои што досега немале прилика и можност да ги погледнат. Можеме ли малку повеќе да поразговараме за програмата, кога започнуваат проекциите и што е она што ќе може да се види од денес, стартувајќи до недела? Веќе денес ќе морам да потенцирам во 11:30 во киното Фрусина ќе има свечено собрание на Друштвото на филмски работници, практично бидејќи не станува збор на фестивал, за фестивал, станува збор за ревија, на овој начин ќе се означи почетокот на Златна рамка, на тоа што нивната се реализираше таа нивна идеја која подолго време тлее. Тука ќе има и некои новини за новинарите ќе бидат присутни, ќе можат да дознаат кои ќе бидат новите членови на Друштвото на филмски работници, ќе добијат пристапници и така натаму, ќе има некои интересни моменти. После тоа дружење со новинарите продолжува собранието на ДФРМ, но веќе во 17 часот почнуваат проекциите и почнуваат со првиот блок на документарни филмови. Тоа ќе бидат 2 документарни филмови, потоа во 19 часот првиот блок на краткометражни филмови и во 21 часот е филмот Враќање на Кастрио Таптили, долгометражен филм кој имаше премиера и беше во кино и оние кои не го погледнале веќе ќе може да го видат. Во сабота ова програмата продолжува, работната програма е во 11:30, медиа дескот на Креативна Европа во Скопје. Бистра Ѓорѓиева организира презентација со своји гости, има и гостинка од Бугарија, луѓе кои успешно им добила средства од овој фонд од медиа и за професионалците малку е ограничено, да кажеме, за кого ова се однесува, ќе зборуваат за начините и механизмите како полесно
да се стигне до овие фондови кои се исто така многу значајни, а Македонија е дел од нив и медија и ремаш. А потоа во 17 часот си продолжува програмата со документарни филмови, во 19 часот вториот блок на краткометражни филмови, а во 21 часот нема филм, но ќе има церемонијал на свечено доделување на почесните награди на ДФРМ. И тие ќе одат, како што реков, нема да бидат за поврзани со проекциите и со овие филмови, туку тоа се на почесни награди кои ќе одадат почит ДФРМ на еден филмски актер, на еден филмски работник и на еден филмски автор. Да. Ова го планирате, да? Потоа во недела, само околу програмата да завршиме, во недела во 11:30 она значајна тркалезна маса за филмската критика. Тука се повикани многу млади луѓе да дојдат да научат нешто, да размениме мислења, сите истите ти имаат можност додека ќе ги погледат овие филмови веќе нешто и да подготват, да напишат. И истото тоа може да биде објавено на Facebook страната и на веб страницата на Златна рамка, таму ќе стојат една година. Се надевам дека тоа ќе добие континуитет и во текот на годината како ќе гледаат некои македонски филмови ќе може да објавуваат таму и така да направиме еден сосема нов бран на филмски критичари млади. И така програмата продолжува во недела исто така со документарна програма, овој пат од 3 филма, затоа е малку поместен блокот на краткометражните филмови во 20 часот и веќе во 21 и филмот Година на мајмунот на Владимир Блажевски, кој исто така имаше своја киноприказна, меѓутоа оние кои не успеале да го видат, ќе може да го видат во недела во 21. Она што беше моје прашање, вие сигурно размислувате да ова преиде во една навистина убава традиција од година во година и секако како што кажавте, достапна ќе биде и страната каде што погледањето на новите филмови ќе може да се забележуваат и критиките и да се зборува малку повеќе за македонскиот филм, не само за долгометражните. Так. Јавноста не е запознаена за сите краткометражни и документарни филмови кои што во текот на годината се работат и за кои што филмските работници навистина издвојуваат пред се многу љубов, многу енергија, многу средства ги бараат и ги одвојуваат пред си од својот џеб за да се изреализира и да се направи дело кое што ќе остане во македонската филмска индустрија. Така е. Значи, Златна рамка, страницата ќе биде отворена, а се надевам дека истите овие млади луѓе кои јас ги повикувам ќе најдат начин како што тоа, еве јас сум го правела многу порано пред 15 на години, а можат да одат да бидат поканети на сет, па да видат и тоа како изгледаат, значи да бидат дел од таа приказна како се создава еден филм. Така се мотивира и љубовта кон филмот и домашната кинематографија, верувам дека таа едукација што може да добија публиката, всушност таа филмска инфекција почнува со домашниот филм. Потоа се надградува со желбата и посветеноста воопшто кон филмот во глобални рамки. И македонската кинематографија, тоа што јас се надевам и многу би сакала да се случи, е конечно веќе да добие една слика препознатливост, како што имаат кинематографиите, да кажеме, веќе романската кинематографија, бугарската кинематографија, кога некој ќе погледне во Европа или во светот филм, да знае дека тој филм е македонски филм. Тоа е дел од целиот тој дизајн и континуитет што треба да се случува. Да се надеваме дека ќе најде филмот на поголема материјална поддршка да можат филмаџиите, освен таа голема посветеност и љубов, малку повеќе да можат да се потпрати на нешто друго што ќе им овозможи да се посветат многу повеќе на нивната работа, отколку тоа да изнаоѓаат начини да најдат средства. Меѓутоа, секако и копродукциите се многу добар начин. Овој пат на Златна рамка тие не беа прикажани, можеби од идната година ќе Македонија работи многу и копродукции. Тоа се исто така успешни филмови кои заминуваат на фестивали и тој модел се покажа како многу успешен, но се покажа успешни и само македонските филмови, како што видовме минатиот период. Да. Како македонската јавност реагира на македонските филмови според вашето искуство, долгогодишно секако, ги следите филмовите, ја следите филмската уметност, дали македонската јавност сака повеќе да ги гледа македонските филмови и какво е мислењето на граѓаните? Едно е сигурно дека сака да ги гледа, да сака да ги гледа. Секогаш веројатно тоа е интересен некој феномен кога нешто се случува кај вас, вие сте најмногу критични тука дома. Секогаш сме најмногу критични кон своето, што можеби на некој начин и во ред. Јас се подготвувам селекцијата редовно на Макпоинт на браќа Манаки, таму се вклучени не само филмови македонски кои се поддржани од Агенцијата
агенцијата за филм, туку и независни продукции. И се прави навистина селекција, не влегуваат сите филмови. И од година во година таа малечка сала каде што се случуваат тие проекции во Домот на културата во Битола, се повеќе се бара место плюс. И од тука беше идејата дека жилбата толку многу се зголемува, сакаат да ги видат, сакаат да ги гледаат и она слика која постоеше вака во минатото, дека сега македонскиот филм, што тој ќе подразбира некоја вештачка глума, ќе подразбира некоја сценарио со некоја социјална драма, тоа нема да биде интересно, ќе се повторуваат актерите, ќе се повторуваат улогите, диалозите. Знам дека е така и дека таков беше општиот впечаток, но тој сосема е променет, а особено сега ако дојде публиката и ги погледне овие филмови, верувам дека на голема радост ќе разбере дека навистина македонскиот филм веќе е толку доближен до светски рамки, зборувам и креативно и технолошки, што тука не може да веќе да правиме некоја голема разлика, освен да се гордееме дека тоа е така како во светот и е наша. Има филмови, сега не би сакала навистина да ги именувам, значи филмот на отварање на Браке Манаки и затворање беше краткометражен филм, тој е дел од овој блок филмови, се навистина многу интересни и двата на свој начин, сосема различни. Ке напоменам дека има многу интересни, многу женски авторки, ево нема дискриминирачки да звучи, но навистина мене тоа ме радува, режисерки, сценаристки кои работат фантастично и тие ставаат еден посебен печат и така шарм на македонската кинематографија, има многу такви филмови овој пат. Потоа темите се различни, се бават секогаш со некој современ контекст, меѓутоа секој со свој агол на гледање на нештата. Диалозите се многу разиграни, актерите веќе навистина колку, што е нормално, колку повеќе се појавуваат на филм, толку подобро тоа изгледа и тие стекнуваат искуство, зборам за младите актери. Видовте вие во Берлин што се случи на Shooting Stars, имавме наш актер Благо Веселинов, Сара Климовска беше таму од младите таленти. Нашата актерка од 3 дена во септември од филмот краткометражниот во Sundance, гледаат ти неа, видеа ти неа, Look at Her, на Горан Столевски, така што се надевам дека Златна рамка како еден сегмент од целиот овој континуитет на среќни околности што наследува македонскиот филм, ќе биде една спона која ќе може да ги поврзува нештата и со публиката, со новинарите, критиката и филмаџиите. Да, а убаво име имате дадено на оваа ревија на македонски филмови, Златна рамка, затоа што сите оние кои што се трудат и работат и создаваат македонски филмови заслужуваат навистина да нивното име и нивното дело биде во една златна рамка запаметено за македонската кинематографија. Верувам дека ова ќе биде навистина убава традиција. Не случајно е одбрано и ова име за ревијата, верувам. Не е случајно биде, освен тоа што фреймот, рамката, всушност представува основната филмска единица. И на некој начин и тоа го значува филмот, но и една рамка златна која ќе биде за овие наши златни професионалци. Да. Верувам дека и граѓаните низ Македонија ќе сакаат да ги гледаат овие филмови. Скопини ќе бидат почестени овие 3 дена да бесплатно ги погледнат 25 македонски документарни краткометражни и играни филмови кои што ќе бидат прикажани, но дали размислувате можеби некој караван па и останатите градови да ги погледнат? Оваа идеја веднаш се наметна сама по себе, особено колегите ми ја сугерира, некако исто така тоа централизирање на културата во Скопје и мене не ми се допаѓа. Сметам дека можеби постои начин како тоа би можело да се направи. Тоа го практикуваат некои наши домашни фестивали, Македокс, мислам, фестивалот на документарен филм, и е многу успешно. Верувам дека доколку постои интерес и расположение од страна на општините, дека би можело тоа да се реализира. Секако, да, тоа се исто така дел од македонската публика која не има можност да дојде во Скопје, а исто така филмаџиите го должат и неа. Да, во секој случај, убав почеток ви посакувам и убав старт на Златна рамка и ова ваша ревија на македонски филмови кои што се испродуцирани минатата календарска година. Верувам дека ќе биде една убава традиција за филмските работници, ќе биде навистина чест да се најдат и да бидат дел од оваа Златна рамка, а дел од нив секако да ги понесат и признанијата кои што ќе бидат доделени од страна на Друштвото на филмски работници. Младинскиот културен центар Кино Фрусина е местото каде што овие 3 дена се дружат сите љубители на македонскиот филм. Ана, ви благодарам многу за одвоеното време. Јас ви благодарам многу на поканата.
Драги гледачи, тоа беше се за денешното издание на Македонија денес со Ана Василевска, уметнички координатор на Златна рамка, новинар и истражувач на македонскиот филм. Го заокруживме ова неделно дружење во рамки на нашата емисија. Верувам дека дел од вас ве поттикнавме да заминете во кино Фросина и овие 3 дена да погледнете дел од македонските филмови кои што ќе бидат прикажани. Влезот е бесплатен, така што одличен начин на малку повеќе да остапите простор за културата и за филмската уметност.